Добро утро, Кристина. Како што кажа, се наоѓаме пред Министерството за труд и социјална политика. Во следните 10 минути ќе имаме можност да поразговараме со дополнителната заменик министерка за труд и социјална политика Санила Шкрилје. Добро утро и добро дојдовте во утренски брифинг. Добро утро, ви благодарам за поканата. За почеток би сакала разговора да го почнеме со мерките кои што ги опфаќаат самохраните родители, хронично болните, бремените жени и сите групи во ризик кои што се уште не одат на работа. До кога ќе важи оваа мерка? Одлуката за траењето на времените мерки ја носи владата по консултации по препорака на Комисијата за заразни болести, земајќи го предвид здравствениот ризик со кој што се соочуваат дел од овие целни групи, како што се хроничните заболени, кои што се изложени нели на поголем ризик, меѓутоа изнаоѓање на соодветни начини за згрижување на децата во услови кога градинките и другите форми за згрижување нели не се уште во функција. Така да одлуката за траењето ќе се ја донесе владата, се додека нема проценка дека здравствениот ризик за овие категории е намален или додека не обезбедиме функционирање на сервисите кои што се сега во функција. Кога сме веќе кај сервисите, јас тука некаде би ги споминала и градинките, кои што знаеме дека се под ваша ингеренција. Родителите очекуваа започнување, дури јас би можела да кажам и во текот на вчерашниот ден, бидејќи се појавија и такви информации, меѓутоа ова не се случи. Може ли да очекуваме наскоро отварање на градинките? Оно што се случува во периодов е скринингот. Скринингот се уште трае и не е завршен во сите градинки, затоа што навистина е потребно да знаеме каква е здравствената состојба и дали имаме позитивни случаи кај вработените во градинките, за да превенираме понатаму ширење на заразата. Знаете дека протоколите веќе се усвои од страната на владата и градинките се запознаени со протоколите и се спремаат за започнување со работа. Веднаш штом се заврши со скринингот, ќе се донесе одлуката за точниот датум. Секако таа одлука нема да биде од денес за утре, значи родителите навреме ќе имаат информацијата како би можеле да се подготват, бидејќи приоритет ќе се даде на оние родители кои што немаат друга форма за згрижување, на семејства каде што имаме двајца родители кои што треба да се вратат на работа, така да ќе се бидат навреме известени. Меѓутоа, земајќи предвид дека скринингот се уште трае, претпоставуваме дека за да се заврши сето ова, нели негде најреално е да очекуваме почетокот на месец јули да стартуваме со работа во градинките. И уште едно прашање поврзано повторно со градинките. Две скопски општини, Ѓорче Петров и Газибава, донесоа одлука да ги ослободат од плаќање дури на онаа минимална партиципативна сума на родителите, бидејќи градинките се затворени и не работат. Дали размислувате како министерство да ги поттикнат и останатите општини нистина држава тоа да го направат? Согласно законот, основачи на градинките се општините. Се што е потребно за да се ослободат родителите од тој минимален износ на партиципација е по предлог на управниот одбор на градинката, советот на општината да го изгласа тоа. Значи и согласно закон и она што се ингеренции на министерството, не е министерството тоа што утврдува нели цената, ниту ослободувањето, така да не е потребно, ние комуницираме со градинките, со општините како што тоа го направи општини што веќе ги посочивте. Значи нема никаква законска пречка да секој од општините на совет се изгласа таа одлука и запознаени се со истото. Министерка, стануваат ли се уште на сила и дали функционираат активните мерки на Министерството за труд и социјална политика и има ли зголемени побарувања за финансиска помош со оглед на тоа дека се зголеми невработеност? Така, јас можам да кажам дека навистина сме задоволни што гледаме дека тој оперативен план со активни мерки за вработување, само вработување, не само што се покаже во редовни услови како одличен инструмент, бидејќи навистина е огромен интересот, туку дека мерките се прилагодени за вакви услови на криза, затоа што ние имаме непречена реализација, имаме навистина голем интерес за сите мерки од типот на само вработување, од типот на субвенционирање на плати, вработување и раст на правни субјекти и токму затоа и гледаме да и ја следиме реализацијата на оперативниот план и сегде каде што имаме заштеди, гледаме да ги пренамениме тие средства за дополнителна поддршка, например за мерката само вработување, огромен е интересот таму. Само преку мерката за субвенционирање на плати и вработување и раст кај правни субјекти имаме веќе поддржано над 1200 нови работни места отварање. Младинскиот додаток се исплатува без пречка, значи околу 3000 млади лица до 23 години го примаат овој додаток. Практиканството имаме над 500 души кои што имаат засновано договор за практиканство, што значи дека и примаат месечен надомест од 9000 денари се со цел да се стекнат со работно искуство. Така да навистина сме презадоволни од тоа како активните мерки се имплементираат и во овој период на криза. И затоа е многу битно што освен значи државниот буџет, она што се преговараше во периодот е дополнителна поддршка од Европската унија за мерки за вработување и само вработување во фазата на закрепнување. Се очекува да се стартува со
нивна имплементација некаде од септември и тоа ќе значи дополнителни 10 милиони евра токму за вакви мерки, формализација на бизниси и креирање на нови работни места, при што како приоритет ќе се земат токму оние кои што го изгубиле работното место во овој период. Има ли ограничување околу возрастната граница? Не, значи секако приоритет ќе се даде на младите до 29 години, бидејќи нели статистиката покажува дека таму ни е најголема невработеноста. Значи секако ќе се внимава на родовата застапеност, значи минимум 50% од сите поддржани бизниси и креирани работни места треба да бидат жени. Особено ставаме фокус на ранливи групи како што се самоохрани родители, повторувам корисници на гарантирана минимална помош, меѓутоа нема да има ограничување на возраста. Дали Министерството за труд и социјална политика ќе им помогне на оние кои што ја изгубија работата во текот на изминативе месеци, а кои што по ниеден основ не можат да остварат парична помош, односно на доместок по основ на невработување од Агенцијата за вработување? Така, системите на социјална сигурност се состојат од два механизма. Првиот механизам е користење на паричен надомест врз основа на Законот за осигурување во случај на невработеност и токму затоа за да им излеземе во пресрет на сите што имале прекина работен однос, донесовме уредба која што го проширува опфатот на лица кои што може да примаат паричен надомест и таа уредба вели дека сите оние кои што останале без работа во периодот од 11 март до 30 април, без разлика дали потпишале спогодбен отказ или лична изјава или отказ од страна на работодавачот, дека ќе можат 2 месеци да примаат паричен надомест. Значи аплицирањето е веќе во тек. Би сакала да ги повикам сите оние кои што имале прекина работен однос до 26 јуни е рокот да поднесат барање за остварување на паричен надомест во Агенцијата за самовработување. Сега она што се случува дека имаме група на лица кои што имале договор на определено, значи по сила на закон, нивниот договор истекол едноставно и го немаат оној потребен минимум од 9 месеци непрекинат стаж или 12 месеци стаж со прекин за да го остварат правото. И токму затоа го релаксиравме и системот за социјална заштита, така да сите оние семејства кои што останале без приход можат да влезат во системот на социјална заштита и да примаат гарантирана минимална помош. Што значи тоа? Доколку претходно ги следевме приходите на едно домаќинство за последните 3 месеци за да видиме дали треба да влезат во системот, сега ги гледаме приходите само од последниот месец. Така да ги повикувам сите семејства кои што се нашле во ваква ситуација на ризик да се обратат во центрите за социјална работа и да поднесат барање за гарантирана минимална помош. Министерка, едно појаснување. Значи се гледаат приходите на целото семејство или се гледаат приходите само на тој што останал без работа? Системот на социјална заштита ги гледаме приходите на семејството, бидејќи тоа е сепак систем на социјална заштита и значи ние како Министерство за труд и социјална политика треба да ги опфатиме, да излеземе во пресрет на оние што се најранливи во нашето општество. Значи доколку во семејството има друг член со приходи кои што се над тој утврден праг кој што може да го издржува семејството, тогаш семејството не е подобно да влезе во системот на социјална заштита. Околу на правата на работниците, Сојузот, синдикатот на работници на Македонија излезе со барање по платата за јуни, која што ќе биде субвенционирана во одлуката на владата, која што ги опфаќа сетот на мерки да им се исплати директно на работниците. Каков е вашиот став за ова? Видете, таа мерка веќе се имплементира и ова е трет месец што се имплементира. Имплементацијата е на многу задоволително ниво од она што нели УЈП го известува како податоци дека мерката имаат искористено голем број на фирми за голем број на работници и работни места. Така да сепак УЈП и Министерството за финансии се тие што треба да кажат дали во овој момент кога сме веќе во трет месец на имплементација може да се направи таква измена. Инаку секако дека кога се креира мерката, нели треба да се разгледува таа можност да субвенциите одат директно на сметката на работниците. Уште едно прашање пред крај, малку би се оддалечила од оваа тема, би отишла малку на една друга тема која што би сакала да ја начнеме околу семејното насилство. Се појавува многу информации во медиумите кои што говорат за зголемен број на пријави на семејно насилство за време од како е почната кризата предизвикана од COVID-19. Дали е ова точно и како се справуваат? Секако е за очекување дека семејното насилство ќе има пораст во овие периоди кога нели имаше ограничување на движењето, кога семејствата, во дел од семејствата има лица кои што живеат со насилник, имаше ограничување и затварање внатре во домот и токму затоа ги следевме податоците од центрите за социјална работа на неделно ниво. Во одредени периоди во изминативе 2 месеци можевме да видиме дека има зголемен број на пријави, меѓутоа она што е симптоматично е дека добар дел од пријавите се анонимни и тоа укажува дека ние навистина уште треба да работиме на охрабрување на сите оние што се соочуваат со семејно насилство да го пријават и исто така дека треба да уште
е да работиме на градење на довербата во институциите, односно дека сите треба да веруваат дека системот функционира, ќе изреагира. Оно што е многу битно дека сервисите за заштита и поддршка во ниту еден момент не беа затворени, тие функционираат, така да би сакала да ги охрабрам на вистина сите оние што се соочуваат со насилство или се сведоци да го пријават тоа дали во центарот, дали на 112 или некој од граѓанските здруженија кои што работат на проблематиката, кои што се многу битна алка во овој систем. Инаку битно е да се знае дека и во редовни услови, па и во вакви услови на криза, темната бројка, односно бројката на непријавени случаи е секогаш повеќекратно поголема од она што го имаме како официјална пријава. Уште едно подпрашање, им се излигува во пристројот или на сите оние кои што пријавуваат и дали е можно ако е анонимна пријавата повторно се помогне или е потребно да се обелудени кој е тој што пријавува? Видете, ако е анонимна пријавата, значи институциите тешко дека може да излезат во пресред, освен со психосоцијална поддршка, нели? И добар дел од жртвите се уваат токму ради таа психосоцијална поддршка и се работи на нивно охрабрување да го пријава тоа. Значи максимално се координираме со сите институции, центрите за социјална работа, МВР, Министерството за здравство, битна алка, граѓанските здруженија и факт е дека сме имале случаи во минатото кога затајувал системот и токму како резултат на тоа е таа недоверба во институциите. Меѓутоа ова прашање е приоритетно за нас како Министерство за труд и социјална политика, така да значи координирано сите постапуваме да им се излезе во пресред и да се заштитат сите оние кои што ќе се охрабра да го пријават насилството. Министерка, јас ви благодарам за издвоеното време и за денешното вклучување во утренски брифинг. Се надевам дека одговоривме на дел од прашањата кои што ги интересираат нашите гледачи. Ви благодарам и вас.